Промените и новите лица во раководните структури на ВМРО ДПМН треба да донесат успех на опозицијата, сметаат познавачите по структуралните промени донесени од Централниот комитет. Според универзитетскиот професор Александар Даштевски, промените во опозицијската партија ќе донесат раст на рейтингот, но доколку новите кадри се фатат за работа, од што според него ќе зависат резултатите кои ВМРО ДПМН ќе ги постигне. Сметам дека сите промени се добри, дали поминаа изборите, да направена проценка дека можеби овие кадри ќе имаат во разни области поголем капацитет да придонесат за борба на терен, за борба во јавноста и така натаму, така што од тоа ќе зависи какви резултати понатаму ќе се направат. Дел од новиот извршен комитет покри лидерот на партијата Христијан Мицковски, подпредседателите Владо Мисајловски и Александар Николовски ќе бидат и нови лица, но доста актуелни во јавноста последниот период, како што е пратеничката Рашела Мизрахи, доктор Вело Марковски, полковник Драган Ковачки, заменик министерката за финансии во техничката влада Гордана Димитриевска-Кочовска, членови на партиско тело ќе бидат и Марија Андоновска, Олга Лозановска, Стефан Андоновски, пратеникот Кирил Пецаков, дел од новиот тика ќе биде и новиот шеф на унијата на млади сили Сергеј Попов, како и уште еден член на УМС во името на Иван Иванов. Место во извршниот комитет има и за старите искусни партиски кадри Коце Тријановски, Трајко Славевски, Антонио Милошовски, Никола Мицевски и Дафина Стојановска. Посебно внимание во јавноста во текот на ковид пандемијата предизвика името на докторот. Мицковски вели Марковски може да помогне во справувањето со ковид кризата. Ценам дека еден стручњак од ваков калибар многу може да допринесе и во самото делување на опозицијата, но и самото делување на Министерството за здравство и за здравствените власти. Македонија требаше да има 2000 заболени и неколку десетици починати. За жал денеска ближиме до бројката од 16.000 речиси заболени, близу 700 починати. ВМРО ДПМН продолжува со протести. Според Даштевски тие ќе помогнат за побрз пат на власта. Гледаме дека власта е нестабилна, економските политики што се водат не се добри. Вчера слушнавме дека ќе се намалуваат платите, не да растат, дека ќе има уште поголема социјална и економска криза, така што тие протести може да придонесат до брзо паѓање на власт кој така е нестабилна. Меѓу промените во раководството на партијата на седницата на Централниот комитет била констатирана оставката на генералниот секретар Игор Јанушев, како што кажа Мицковски, тој се заминува поради приватни причини.